Почитувани, место веднаш Зоран Заев да биде повикан во обвинителството во врска со негово влијание врз судските одлуки и истрага за вмешаност во организирањето на рекет, по изнесената комуникација на Заев во врска со одредувањето на поблага мерка за Јасна Мандич, главата на јавното обвинителство за организиран криминал вчера се појави на нарачано телевизиско интервју да го брани криминалот на Зоран Заев и да ја напаѓа ВМРО ДПМНЕ. Иако целиот случај е скандалозен, ниту во ова нарачано интервју не слушнавме аргументи зошто Заев се уште не е повикан да одговори за врската со Меѓународен сојуз и што бил поттикот тој да нарачува да нема притвор за Јасна Мандич. Нема одговор, ниту како е можно да се случува токму тоа што го напишал Заев, да нема притвор. Нема одговор ниту кој му поднесува извештаи, односно сметки на Зоран Заев среде обвинителска акција, па тој како што напишал, проверува, па пишува дека многу заглавила, па потоа исполнува желби, нема притвор. Нема одговор ниту за владосудството, односно како е можно Зоран Заев да добива информации за обвинителските истраги, да спречува истраги, како што сам еднаш се пофали, па и кај него да се бара и тој да средува по негова желба кој и дали да лежи затвор или притвор, сеедно. Ова не е прв случај и доказ за вмешаност на Заев во криминал. Особено во рекет, случај за кој што прво осудениот неколку пати побара вештачење на неговиот и телефонот на Зоран Заев, што беше одбиено, а за подсетување го снема и телефонот на Катица Јанева, најголемиот играч на Зоран Заев, инаку втора обвината во овој случај. И секако нема одговор каде се парите од рекет, а токму прво осудениот порача, цитирам, парите рекетирани во оваа Македонија барајте ги кај Зоран и Вице Заеви. Правосудната власт, почитувани во демократија, е независна, трета власт, во која премиер не смее ни да помисли да дигне телефон. Само во диктатура, каква што проведува Зоран Заев, со играчи како Вилма Русковска и Добрила Кацарска, премиерот нарачува обвинителски и судски процеси, а криминалот и корупцијата светаат. А токму тоа се докажува во Македонија. Заев те тужи, Заев те суди, а корупцијата и криминалот се пуштени на најсилно. Заев нарачува и одредува за тоа за кого да има обвинителен акт, кој ќе добие притвор и кој колкава пресуда ќе лежи. Со ваква диктатура на Зоран Заев, Македонија уште долго ќе остане заглавена на дното. Време е за оставки. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на бројните прашања поставени до ВМРО ДПМНЕ во однос на односите помеѓу Скопје и Софија, односно Зоран Заев и Бојко Борисов во однос на нон-пейперот. Како и досега, изгледа дека повторно за тоа што Зоран Заев го става на продажба, Македонија ќе дознава од извештаи новинарски од странство. По интервјуто за бугарските потреби следеа пресконференции на Зоран Заев за домашните му потреби, а веќе следниот ден тој го испрати Бучковски со листа за понуди од идентитетскиот колач до Борисов. Ова почитување е срамен и најпредавнички момент од македонската политичка историја, додека убедуваше дека не преговара, испрати емисари во Берлин со понуда, потоа даваше срамни изјави, сега повторно убедува дека не се преговара, а испрати преговарач со листа на која што кој знае што пишува. Според испорачаните јасни и гласни барања од Бугарија, тоа не може да е ништо друго освен идентитетскиот пакет. Што е тоа, ако не предавничка политика? Почитувани, инсистираме да престане ова понижување на македонскиот народ и државата и веднаш и неодложно јавно да се соопшти содржината на нон-пейперот, кој е одговорен за таа содржина и кој и каде ја одобрил таа содржина. Инсистираме на итна седница во парламентот посветена на ова прашање, како и лидерска средба на која ќе се договори влада за национален спас на Македонија. Ова не се прашања за имотот на Заеви, што го селат во Бугарија, ова се прашања за кои што мора да постои национален консензус. Ви благодарам.